не само во градот Македонски Брод, и во селата да обезбеди добри услови за живот. Гледавте дека деновиве се асфалтираше во вашиот град. Живее некој на тие улици тамо, кај што се асфалтираше? Браво. Тега поубаво вие кога ќе си одите дома? Да. Има некој дачина кај што не е асфалтирано на некоја уличка? Кај живеете вие? На која улица? Кај што нема асфалт? Надолу не е, до куќата. Кај се најдува таа улица? На продавницата кај Тони, таму негде? Да. На тој дел? Добре. Браво. Значи за до година и тие улици што се до ориентација кај Тони продавницата, кај директорот. До година да сме здрави живи и тие улици ќе бидат асфалтирани. 90% градот ќе ни биде покриен со асфалтни улици. Тоа е многу важно за вас, да не ги кините кондурите, чавлите, да си одите по асфалтен пат. И да им бидат чисти. Да, кога ќе појдете во училиште, чисти. Исто така правиме детски игралишта, меѓутоа за жал некако слабо ги чуваат, посебно тамо на салбата што е на патот за Требино. Тамо некој живее? Ја. Одите на тоа игралиште тамо? Ама ви ги кршат играчките, така? Да. За жал, повозрастните, малите не ги кршат, меѓутоа сепак се трудиме да ги одржаваме, ги поправаме. Се со цел вие да имате во попладневните часови место за забава во вашите детски игралишта. Исто така да ви кажам дека во општината функционира и совет на општина. Тие се советници и сите одлуки ги носи советот на општината, а градоначалникот ги извршува. Исто и советниците, по број имаме 11, се бираат на непосредни избори, како што кажат од повозрастните вашите родители и други, тетки, чичковци, сите што имаат право на глас. Накратко, така, нешто сега што ве интересира, јас да ме прашувате, ќе ви одговарам. Тој има прашање за градоначалникот. Ајана? Па, накратко јас и претходно ви кажам, задачите се на градоначалникот да обезбеди добри услови за живот на населението во целата општина Македонски Брод. Најмногу од комунално уредување и инфраструктурно уредување. Тоа е задачата на градоначалникот. Други прашања? Ајде. Еве, победи. Нашата општина брои 8500 жители со сите населени места. Точно колку села? Колку села? Да. Колку е нашата општина? 50 села. И на Македонски Брод 51 населено место на целата. Така, значи со нашиот град се 51. Да. Затоа во картата ги имате сите и ќе ги научите. Сега кажам 8500 жители. Прашање? Ајде, Зоки. За Сушица? Сушица, тому е болно. Кој имаш тамо? Кој живее? Јас сум од тоа село, од само. Одиш кога, Зоки, тамо? Кога одиш? За водици. За 2011, тоа значи за нареднава година, за селото Сушица е предвидено тампонирање на пат. А се надеваме во 2012 да влезе и за асфалтирање. Значи наредната година, дупките што се таму, кај што однесен патот, ќе ги подполним. Повели Елена. Прашање? Ајде, повели. Лани, нашиот град беше убаво, доприличите убаво красен. Дали и ова година ќе биде убаво красен? Да, и оваа година припремаме украсување и ќе биде уште поубаво. Понеделник, кога ќе одите на училиште, веќе ќе биде украсен. За време на викендот, од утре почнуваме, сабота, недела ќе биде завршено украсување. Повели Симона ти. А дали во площадот ќе има елка? Елка на самиот мост, бидејќи на площадот немаме уште така поизраснато дрвце и простор, на мостот ќе имаме украсено елка. Пред мостот.
Лани изликали што Да. беше таа. Тука ни е најпогледно и убаво израстено природно дрвото, таа ќе биде укрот. Ајде, Вико. Коли ќе го направите стадионот за нашиот град? Стадионот е при крај, травата е засадена. На пролет, од мај месец, ќе може да се употребува и да функционира стадионот. Ова за фудбалерите. Да, за фудбал. Друго прашање? Немате дечиња други прашања? Некој да нема нешто да праша, да го праша градоначалникот додека сме тука? Нема? А што мислите, дали градоначалникот не идува на тешкоти во решувањето на своите задачи? Да го прашаме? Да. Прашате. Еве ни заеднички. Така. Секако, како и секоја работа, има и тешкоти. Најголеми тешкоти и проблеми со кои се соочуваме се финансиските проблеми, за да се реализираат сите наши визии и потреби за вас и за вашите родители, требаат пари. Исто како дома нешто кога треба да купите, требаат пари. Ние се трудиме и тоа најмногу со средства што ги уплаќаат вашите родители, основ на даноци, други придонеси кон државата што ги имаат, и со тие средства ги градиме и улиците, и патиштата. Значи сето што се гради, сето е со средства, со пари од сите нас. Имаат учество и вашите родители, и ние, сите што живеат на оваа територија, од средствата што ги прибираме, ги вложуваме во изградба на тие улици. Меѓутоа, никогаш средства финансиски не се доволни. Има некој друг деца нешто друго да праша? Нема? Оваа година ќе ви асфалтираме 8 населени места. Сигурно некој од тие села тамо потекнуваат. Има некој од Волче, Заград, што му се родителите, Требовље, Долно Крушје, Зркле. Има некој од тамо? Што имаат баба, дедо тамо? Од тие села што ги наблюдат. Поблиску сме си. Да? Од околината, да. Да, од околината, да. Меѓутоа сигурно одат на кај Самоков, на тамо, да. Да. Некој на кај Самоков би се подалеку тамо? Еве Ане, еве Марки, Хататанде. Добро, ако нема тогаш, што требаше да направиме? Имавме нешто спремено со градоначалникот, ајде Маргарита? Ви благодарам на сите. Еве тебе ќе те бакнат. Ете, исто. Подаме. Благодарам. Бакнувам за сите вас и јас ви посакувам среќна нова година, успешна. И секогаш на сите дечиња што имаат невработени родители, им посакувам да им се вработат родителите во наредната година и тие да бидат среќни, да си живеат среќно во нивното семејство, да имаат пари, многу пари, како и сите други деца, и да бидете среќни, весели и најважно да бидете добри ученици. Да ги слушате учителките и сите да добивате 5. Што треба да речеме? Благодариме. Благодариме градоначалници и ние, еве уште еднаш, од нас наставниците, од учениците, од целото училиште, колегиума наставнички, да се добиваме среќна и успешна 2011 година, многу здравие, среќа во новата година. Благодариме на соработката. Се извинуваме што можда малку направивме грешно, меѓутоа работата со деца е така. Јас ви благодарам на честитките и секогаш дечината се добредојдени, заедно со наставниците. Тие ни се нашата сила и све што може, општината ќе вложува во нив да им обезбеди добри услови за живот и правилно да се развиваат понатака. Благодариме се и наш. Јас ви благодарам.
Софийска.